Почитувани охриѓани, почитувани сограѓани, оваа година донесе многу неизвестност за сите нас, соочувајќи се со пандемија која тектонски го промени нашето секојдневие. Комуницираме, се дружиме и работиме на сосема различен начин. Промени кои беа тешки, но нужни за да го заштитиме нашето здравје и здравјето на нашите најблиски. Сепак, покрај сите тешки моменти, оваа година научивме важни лекции и се потсетивме на вистинските вредности. Се потсетивме дека здравјето е најважно и дека мора да го чуваме, дека солидарноста и меѓусебната поддршка се вредност која мора да ја негуваме. Научивме дека во животот промените доаѓаат неочекувано и мора да ги прифаќаме. Научивме и дека секоја криза е нова можност од која треба да извлечеме поука за да продолжиме сите заедно напред. Драги граѓани, и покрај сите предизвици, горд сум на сработеното во 2020 година. Им заблагодарувам на сите колеги и мојот тим кои има енергија и сила за спроведување на зацртаните планови. Во 2020 година реализиравме многу значајни идеи и проекти за граѓаните и ова беше продуктивна година на многу полиња. Туризмот, кој е клучна стопанска гранка за охриѓани, беше на силен удар, но како општина и влада соодветно одговоривме со поддршка за туристичките работници и компаниите. Општината ги субвенционираше приватните станоиздавачи и сега 80% од уплатената туристичка такса се враќа кај охриѓани. Проектите за уредување на градежно земјиште беа во пол нек годинава што изминува. Неуморно работиме на целосната реконструкција на улиците 15 корпус и Аба Семин, кои се исклучително важни капитални инвестиции на нашата општина. А комплетно реконструирани беа улиците Марко Цепенков, Охридска бригада, Прва македонска ударна бригада, дел од улицата Даме Груев во населбата Христо Узунов и беше изградена нова улица во поранешната касарна. Исто така се работеше на асфалтирање на голем број улици во сите населби и села во општината. Беше поставена нова атмосферска и фекална канализација, се уредуваа паркинзи, тротоари, се градеа потпорни ѕидови, сегмент во кој имаме огромен напредок. Инвестиравме значителни средства во образованието и реализиравме голем број проекти за подобрување на условите за учениците. Беше извршена промена на дограма, промена на подови, беа реконструирани внатрешни и надворешни ѕидови и беа реконструирани санитарните јазли во повеќе основни и средни училишта, како и во дел од подрачните објекти. Оваа година популарни беа и проектите со субвенционирање на велосипеди и на системите за климатизација, кои за прв пат беа спроведени во општина Охрид. Двата проекти се од големо значење за животната средина. Ова се само дел од активностите кои тимот на општина Охрид и јас како градоначалник ги имавме годинава. 2021 година силно и посветено продолжуваме во реализација на многу крупни проекти за граѓаните. Очекувам дека во 2021 ќе имаме силна туристичка сезона и повеќе приход за граѓаните на Охрид, а јас како градоначалник и владата силно ќе се заложим и понатаму да го поддржуваме туризмот. 2021 година не очекуваат уште подобри и покорисни проекти за граѓаните. Добивме средства за конечна реконструкција на Кејот Македонија. Улиците Јане Сандански, 7 ноември, Будва, Прилепска, Славе Планина и македонски просветители ќе добијат нов лик. Обезбедивме рекордно висок износ средства за стипендии на учениците и студентите во износ од 6,3 милиони денари, а се продолжува со инвестирање во реконструкцијата на основните и средните училишта низ општината. Почитувани сограѓани, пред нас се подобри времиња. Во 2021 не очекува напредок и враќање на животот во нормала. Во следната година влегуваме со едно ново големо животно искуство кое ќе ни помогне да носиме помудри одлуки. Јас и мојот тим остануваме силно посветени на поддршка на граѓаните и обезбедување на подобри услови за охриѓани. Ви посакувам многу здравје пред се, љубов, разбирање, мир и успех во новата 2021 година.